Планинскиот чај од плантажите во Мала Преспа, Албанија, каде рачно се одгледуваат големи површини со овој насад. Веќе 2 години завршуваат на американскиот пазар благодарение на Валентин Андон. Овој млад човек со потекло од Мала Преспа, каде живеат етнички македонци, во 2019 година заминува на студии по маркетинг во Чикаго, но трошоците за живот го натерале да бара начин за екзистенција и подобар живот. Идејата почна со вујко ми. Нашата фамилија има чај во Мала Преспа, имаме многу чај. Чајот во Мала Преспа е како тутунот во Прилеп. Значи, има многу количини, но понекогаш е проблем да се продај. Многу лаги, проблеми и чајот ќе заостане и не се продават. Па ние размислиме тој чај да го увезиме во Америка. Откако добро го проучиле тамошниот пазар, потребите и соодветната законска регулатива, во 2020 пристапиле кон регистрација на брендот Activity, под кој денес се продава овој производ. Се земаат од Мала Преспа и директно идат во Америка. После таму имаме наши паковки и според американскиве регулации ние го паковаме и го продаваме онлайн и сега ние се проширвиме и на некои продавници. Идејата е нивниот производ да биде присутен во некои од поголемите маркети каде се продаваат производи од балканските држави. Најчести клиенти се ови од Европа, уствари Балканов. Значи, албанциве, македонциве, грциве, бугарциве. Овај чај, за жал, не е многу познат во Америка. Зато ние правиме све што можеме да дајме колку појки информации. Но неговите планови не застануваат овде. Ние планираме да отвориме наши продавници, значи Activity. Тој е нашиот бренд, па и ќе отвориме и наши продавници во различни места во Америка. Кај што луѓето може да дојдат, да седнат, да ги пробат нашиве чајови. Годишно увезуваат повеќе од 100 килограми чај од Мала Преспа. Многу луѓе од Мала Преспа идат овде во Охрид, во Струга и го продават чајот напад или не знам како на пазар, ама јас планирам да им го откупам цел чај и да си го работам сам во Америка. Вели потребен е добро разработен маркетинг и бизнис план, а за поголеми успеси време и многу работа. Јас им на сите им препорачувам да прават тоа што тие сака. Значи, не треба да си ја комплицираш идејава. Неговата желба еден ден да се врати во Македонија и Охрид, каде го завршил и своето средно образование. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.